Хуморот и екологијата треба да се позастапени во образовните програми на децата од основното образование, порачува писателот за деца Киро Донев. Авторот кој е познат по творештвото кое изобилува со хумор, но и еколошки теми. Смета дека уште од мали кај децата мора да се изгради посебен однос кон природата, како обкружување за да пораснат здрави, одговорни и среќни генерации. Јас повеќе во сите мои дела фактички главните јунаци се жителите на природата, дали се тоа животни, дали се тоа инсекти, дали се цвеќиња и така натаму. Оној мал свет покрај кој ние секојдневно минуваме, не го забележуваме, а толку е битен за нашиот опстанок. Да не употребам сега некоја фраза, мислам која сите ја повторуваат дека си ја сечеме гранката на која што седиме, туку дека едноставно како да не гледаме дека еден свет исчезнува пред нашите очи. Универзитетската професорка Јованка Денкова вели дека хуморот треба да е противтежа на стресното секојдневие. Таа на студентите кои ќе бидат идни наставници ги советува да го негуваат духот на детето. Хуморот е суштествена карактеристика на детското битие. Детето го пронаоѓа оној излез од секојдневието на возрастните, од она шематизирано, од оној црно-бел заитан свет по многу обврски, на тој начин што го проширува тој, го облагородува тој простор со помош на хуморот. Затоа што за детето е карактеристична ведрината, оптимизмот, хедонизмот. Па од тие причини сметаме дека предностите од користењето на хуморот во наставата може да бидат многу големи. Киро Донев имаше книжевен разговор со студентите при Филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, а освен за хуморот говореа и за креативноста, важноста од читањето, но и поттикнувањето на детската фантазија.